Основното училиште Никола Карев беше домакин на несекојдневна презентација на вселенските тела и на историјатот на човековото освојување на небесните пространства од почетоците до денес. Во соработка со астрономскиот и аероклуб Фрањо Клуз од Земун, Република Србија, на презентацијата во училишната спортска сала преку експонати, прикази и звездано небо на мал мобилен планетариум, учениците од 8 и 9 одделение имаа можност да ги прошират своите сознанија. Истовремено добија нови информации за развојот на астрономијата и истражувањето и патувањето на човекот во Вселената. Ваквите воннаставни активности се со цел да се анимираат децата и да се зголеми нивниот интерес за географската наука, при што се користат практични методи за приближување на небеските тела. Ова, за жал, во нашите училишта се учи само површно, да речем, на некој начин. Порано имавме можност да го посетуваме планетариумот во Скопје, меѓутоа сега условите се усложнени, патувањето е скратено и ова е една можност која што треба да имат сите деца. Значи не мора во овој обем, меѓутоа мини вака планетариум би можело да има опремено во сека училиште и бидејќи нема, ова е уште поголемо значење добива посетата од астрономскиот клуб. Се организираат неколку групи од нашето училиште, а гледам дека има преговори со директорите од другите училишта, па веројатно ќе се договорат, бидејќи во еден ден не може да се опфатат сите училишта. Гледат, има многу опрема, дојдени се со возило и од прилика еден час трае околу 60 минути, така да не би можело да се опфатат повеќе во еден ден. Преку непосредна комуникација на учениците со представник од астрономскиот клуб од Земун, беше објаснета исконската желба на човекот што повеќе да ја запознае Вселената, да ги открие низините тајни и да навлезе што подлабоку во неа. Пред младите основци беа прикажани макети на ракетите со кои се освојувале вселенските пространства, од почетоците преку слетувањето на месечината до откривањето нови планети и други небесни тела со помош на современи телескопи и друга опрема. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.